Ова ми се, јас сум веќе 4 мандати градоначалник, ова ми е едно од најдрагите работи, доделувањето на стипендии на талентирани ученици и спортисти. Уште подраго ми е кога низ град или бидо каде во земјава, па дури и надвор, ќе ме сретне некој поранешен наш ученик и ќе ми каже: градоначалник, јас бев ваш стипендист. Сега студирам, не знам, во Виена ми кажува медицина студира, друг ми кажува дека во Италија студира на Бокони, студира економија, некои веќе станале доктори на наука. Драго ми е кога ќе слушнам дека едно време 3 члена од македонската репрезентација во фудбал беа од општина Карпош, дека имаме репрезентативец на Македонија исто така на стипендист кошаркар. И посебно ви е драго што се треба да знаете дека се ова први ваши заработени пари со вашиот труд и дека има некој што вашиот труд го вреднува. Засега е тоа општината Карпош, а се надевам дека секогаш ако вие вредно работите, ако спортувате, значи ако тренирате многу, ако имате индивидуални тренинзи, ако ги следите напаствијата од вашите тренери, ако одите во тек со светските трендови, секако дека ќе имате резултати. Овие што добивате стипендии заради освоено прво и второ место на републичко или меѓународно првенство во знаење, во некој од вашите предмети кои што ги учите во вашето училиште, значи тоа исто така треба да ви биде поттик дека ако вие учите, ако имате резултати, ако не купувате дипломи, дека еден ден тоа ќе ви се врати со добар материјален статус, со добра положба во општеството и секако да бидат обезбедени вашите деца и вашите фамилии. Јас сум 4 пати градоначалник, сум бил министер во 3 влади, сум бил директор на предпријатие, сум работел во председателство на Младене на Југославија, ама да знаете, тогаш не се купуваат дипломи. Најмногу се што треба да презирате е нешто да се стекнете со незаслужено, со незаработено, со невложен труд, да не се испотите, тоа треба секогаш да го презирате. Трудот секогаш ќе се исплати. Јас лично имало моменти кога џабе сум работел, ама џабе не сум седел. Не сум имал работа, тогаш беа такви времињата, но одев и стоварав и камиони, и тоа многу камиони. Се случи еднаш тројца да растоварува 90 тона. Значи 90 тона беше пред 29 ноември, тогаш во Југославија беше голем празник, денот на Републиката, беше 90 тона истоваривме за еден ден. Сум бил и новинар, значи за многу мал хонорар, сум бил и полицаец. Замислете, регулирав сообраќај на раскрстници за многу мал надоместок, но сето тоа ми помогна во животот да знам уште повеќе да го ценам трудот, дека од собствениот труд може да се живе и да сватам, дури и ако не работам според дипломата што сум ја добил од факултет, дека сепак ќе можам да преживеам и дека сепак моето семејство ќе можам да го обезбедам со средства, децата да можат да учат, да се развиваат и така натаму и така натаму. Јас очекувам од вас ова да ви биде голем поттик, да продолжите по овие стапки и во средните училишта. Ви советувам да се запишувате и во стручни училишта. Ви советувам да задолжително да одите на некој од факултетите во земјава и во странство, и секако дека тоа не ви е гаранција за успех, но тоа дипломата само ќе ви ги отвори вратите, а натаму зависи нормално и од среќа, а зависи и од вашиот ангажман. Ако бидете луѓе кои што вложуваат многу во себе, кои се ангажираат, кои на своето работно место утре ќе се труди, секако дека ќе има резултат. Не постои работодавач во свет кој не сака добар работник. Секој сака добар работник. А јас очекувам вие да бидете такви, односно, прво сте добри деца на вашите родители, на вашите баби и дедовци, еве сте добри
граѓани со кои што општина Карпош може да се гордее со вас, а јас ќе бидам пресреќен да после 10 години уште повеќе се гордееме со идните доктори, со идните професори, со идните, како да кажам, некој од вас еден ден може ќе биде академик, некој може би ќе биде и Нобеловец, со идни европски, светски шампиони и така натаму. Во тоа име уште еднаш ве поздравувам од името на општина Карпош. Благодарност и до советниците што никогаш не направиле проблем за стипендиите. Сакам да ви најавам дека од нова година вашите стипендии ќе бидат зголемени за 30%. Овие пониските, значи, ќе одат негде на 4000 денари, од 3000 на 4, а овие од 3,5 ќе се зголемат негде за 1200 денари, така да, малку да подзголемиме. Не е тоа голема пара, ама тоа значи сендвичот и кока-колата на училиште сте си ги обезбедиле сами, односно сте се тргнале од буџетот на мама и тато. Ама тоа значи сендвич треба и за бато или за дада, односно или за помалата сестро или братче, и се собира, секако дека се собира многу. Еве, уште еднаш голем поздрав. Драго ми е што оваа година имаме 78 наши стипендисти. Поголемиот дел се секако по знаење, помалиот дел се по заслужени спортисти кои освоиле одредени награди на републичко и на надпреварување надвор од земјата. Ви благодарам на сите.